Ако ти доаѓа да плачеш, исплачи се. Кога стискаш во себе и не сакаш да покажеш слабост, не значи дека ќе ти помине. Затоа изнеси од тебе се што те мачи, исплачи се, но дозволи овој пат некој да ти ги избрише солзите. Ако те боли и те болеше животот, сега дозволи некој да ти ги преврзе раните и да те исцели. Ако те отфрлаа и сакаше да те прифатат, ако те дробеа и срцето ти беше распарчено, сега е време некој да те состави. Ако те изневерија, ако и сам себе си се замрази, сега дозволи некој да те љуби и да те возљуби. Ако се умори и живееш во страв и ако немаш ни одмор ни каде да се наслониш, сега дозволи некој да ти биде потпора. Тој ја разбира секоја ситуација во која се наоѓаш и може да ти даде излез. Тој е најдобриот лекар, тој може да те состави да си целосен. Тој е верен и има совршена љубов која ја докажа на дело. Тој вели: дојдете кај мене сите вие кои сте изморени и натоварени со тешки бремиња, јас ќе ве одморам. Земете го мојот јарем на себе и дозволете ми да ве научам, бидејќи јас сум со нежен и кроток дух, и тогаш вашите души ќе се успокојат. Јаремот мој е лесен, како што е лесен и товарот што ви го давам. Знаеш ли, многумина грешници, проститутки, даночници, лепрозни, бедни, кои што беа презирани од луѓето и навредувани, тие беа трогнати од неговата љубов, бидејќи можеа да бидат во неговото присуство. Тој е Божјиот дар за човештвото, за тоа да се спаси преку него, и ниту еден што дојде кај него, тој не го одби. Сега запрашај се дали ти му пристапи, дали ти му дозволи тој да го допре твоето срце и да ти подари нов живот. Ако досега мислеше дека не можеш, дека не си достоен за него, дека има време понатаму, сега осознаваш дека сепак можеш да му дозволиш. Но ти велам, денес е денот, зашто тој доаѓа наскоро. Сега знаеш дека тој некој е единствен и нема друг како него, а неговото име е единствено преку кого може да се спасиш. Тоа е Господ Исус Христос. Пишано е во Светото писмо: Бог го даде Христос, кој немаше никаков грев, да биде жртва за нашиот грев, да преку него ние да се здобиеме со Божја праведност. Исто така во Светото писмо вели: приближете се кон Бог и тој ќе се приближи кон вас. Грешните луѓе нека си ги измијат рацете, лицемерните нека си ги пречистат срцата. Јас те потикнувам, покани го, но нека биде постојан жител во твојот живот и во твоето срце, не само гостин. Поверувај во него и биди благодарен што ти обезбеди спасение. Не заборавај, Бог те сака. Божјата љубов кон нас се покажа во тоа што Бог го испрати во светот својот единороден син, за да живееме преку него. Во тоа се состои љубовта, што не ние го возљубивме Бога, туку Бог нас не возљуби и го прати синот свој за да ги очисти гревовите наши. Сега признај си, признај пред Бога дека грешеш. Покај се од грешниот живот зашто тоа те носеше во смрт. Повикај кон Бога и кажи му дека тој ти е неопходен. Прими го Исус Христос за свој Господ и Спасител и поверувај дека заради твоите гревови тој умре на крстот, плаќајќи го твојот долг. Поверувај дека со неговата крв си откупен. Поверувај дека Исус умре, беше погребан и на третиот ден воскресна. И покани го тој да зацари во твојот живот. Примајќи го Исус за свој Господ и Спасител, по милост на Бога примаш спасение и вечен живот. И тоа е радосна вест. Ако со својата уста го признаваш Исус за Господ, и ако во своето срце веруваш дека Бог го воскресна од мртвите, ќе бидеш спасен. Ако длабоко во себе имаш таква вера, Бог ќе те смета за праведен. Ако со својата уста ја исповедаш оваа вера, ќе бидеш спасен. Твој е изборот. Но дека слушна. Дека знаеш веќе, знаеш. Има надеж, има излез. Бог не случајно ти ја дава оваа порака денес. Избери го Христос, избери живот, избери ја Божјата волја да се исполнува во твоето постоење.